Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Добро дојдовте во уште една емисија на Радио Слободна Македонија, ова е емисијата Вертикала, секој вторник во 17 часот. Јас сум Никола Србов, автор и водител на истата емисија. Деновиве гледаме многу турбулентни и големи настани кои се одвиваат во Република Македонија. Истите влијаат на регионот околу нас. Политиката во Македонија всушност влијае врз целиот регион на Балканот, посебно на Западен Балкан. Денеска во Република Македонија на посета ни е дојден Јоханес Хан и уште тројца европратеници кои ќе се обидуваат, или така се најави, ќе се обидат да извршат притисок или да ги предомислат македонските политичари пред се председателот Ѓорѓе Иванов да го даде мандатот на Социјалдемократскиот сојуз, кој сака да состави влада во коалиција со сите албански партии во Република Македонија. Денеска на улиците низ целата држава се одвива протест кој е поред 23 ден. Протестите се одвиваат на 43 локации низ целата држава и на улици имаме 200.000 граѓани на Република Македонија, што е рекордна бројка до сега, кои го искажуваат својот став и кои се противат на воведувањето и имплементирањето на тиранската платформа во Република Македонија. Всушност денес имаме 10% од целокупното население на Република Македонија кое е излезено надвор на улиците да каже не за тиранската платформа. Но што следеше пред вчерашниот ден пред доаѓањето на Јоханес Хан во Република Македонија? Социјалдемократскиот сојуз изјавија очекуваме Брисел да ги осуди повиците за насилство што ги промовира ВМРО ДПМН и нејзиниот лидер Никола Груевски. На оваквата изјава на Социјалдемократскиот сојуз останува да виси прашањето на кое насилство повикува ВМРО ДПМН и Никола Груевски, дали повикот за одбрана на државата според Социјалдемократскиот сојуз е всушност повик за насилство. И дали утре, доколку Република Македонија е физички нападната од надвор, евентуален повик до македонците да си ја бранат својата држава ќе биде толкуван како повик за насилство од страна на Социјалдемократскиот сојуз и сметам дека Социјалдемократскиот сојуз во идниот период ќе треба да одговорат на некои вакви прашања. Господинот Петре Шилегов вчера изјави дека тие очекувале дека Хан ќе ги пренесе пораките кои веќе се дадени од Европската комисија, од страна на Советот на министри на Европската унија, од страна на еврокомесарот Могерини, а тоа е дека во Република Македонија мора да се врати уставниот поредок. Шилегов заборавил дека токму овие европски институции до сега дава многу препораки за Република Македонија и за незиното членство во Европската унија, но едноставно нивните препораки ниту некој ги слушна, ниту некој ги спроведе. Нивните препораки се необврзувачки за ниту една држава, ни која е внатре членка во Европската унија, ниту пак држава која е надвор од унијата. ВМРО ДПМН пред доаѓањето на Јоханес Хан изјавија дека очекуваат дека Хан ќе осуди платформата на албанците и ќе даде поддршка на принципот влада да составуваат победниците кај македонскиот и кај албанскиот блок, нели тоа е принцип кој е воспоставен назад веќе една деценија, што значи ВМРО ДПМН се држи до тие некои воспоставени принципи во македонската политика. Јоханес Хан е комесар за европска соседна политика и проширување, или што би се рекло, господинот Хан може да делува или има ингеренции само во Западен Балкан и само тука може да се представува како некаков фактор. Во последниот
период имам впечаток дека јавноста веќе е свесна за моќта, односно немоќта на Европската унија и нејзините институции. Доколку до пред неколку години препораките од Европската унија нам некој ни ги представуваше како алфа и омега или како свето писмо, и доколку не ги спроведеме на делова Република Македонија, нам во тој случај црно ќе ни се пишува. Денеска тоа веќе никој не го сваќа сериозно. Во моментот, во минатото Социјалдемократскиот сојуз преку Радмила Шеќеринска, која всушност сакаше да гради европска кариера, ми создаваше перцепција дека се што доаѓа од Европската унија треба да биде да се прифаќа без поговорно, и на тој начин позади препораките од Европската унија Социјалдемократскиот сојуз всушност ја водеше својата политика, а народот нели молчеше, велејќи си дека така треба или дека така некој кажал одгоре. Тоа е наводно некоја директива. Денеска Хан беше одбиен за средба од страна на председателот Иванов. Председателот му порача дека цврсто стои на своите ставови и нема што да се дискутира повеќе, знаејќи дека европратениците доаѓаа за да извршат притисок и да изнудат некаков компромис. Иванов си остана цврст на својот став. Во историјата влегуваат личности кои носат големи цврсти одлуки во критични моменти. Мислам дека Иванов перфектно ја го препозна моментот и ја знае оваа суштинска суштински како се влегува во историјата, и токму заради тоа својот став не го поместува ниту за милиметар и едноставно го одби европратеникот да се сретне со него. И мислам дека токму заради ваквите потези на Иванов може би ќе остане запаметен како еден поголем лик во историјата кој извршил голема работа за Република Македонија во критични моменти за државата. Уште поголема символика има во тоа што неговиот термин за средба го отстапи за средба помеѓу Хан и народот, поточно Хан да се сретне со представниците на иницијативата за заедничка Македонија. Значи Иванов е избран од народот, тој му служи на народот и на државата. Народот не сака да се спроведува тиранската платформа, затоа Иванов остана цврсто позади барањата на народот, што пак му е и должност, нели? Но во минатото некои председатели знаеме дека не само што не ја исполнуваа својата должност, туку и напротив работеа контра интересите на граѓаните на Република Македонија. За среќа денеска имаме председател кој својот термин за средба го отстапува на народот. Интересно е тоа што денеска Хан на својот Твитер профил напиша дека потребно е лидерство, а не тактизирање. Председателот Иванов го покажа токму ова што го напишал Хан, тој не тактизира, не преговара, не се предомислува, тој останува на своите цврсти позиции, што всушност тоа е нели лидер, со тоа го покажува своето лидерство. Затоа оваа порака на господинот Хан ќе остане нејасна и недоречена на кого всушност се однесува. Одбивањето на Хан да се сретне со представници на иницијативата за заедничка Македонија е одбивање да се сретне со народот во Република Македонија, или како што тие не нарекуваат народот во земјата во која дојдовме или во која доаѓаме. Тоа ни говори доволно за односот на европските институции кон граѓаните. Таму имаме политичари кои не се избрани од никој, затоа тие не чувствуваат потреба да се сретнат со представници на народот. Од друга страна, Иванов е избран на демократски избори од овој народ и Иванов има обврска да ги штити неговите интереси. Тежината на зборот на Хан и зборот на Иванов е многу различна. Позади зборот на Иванов стои мнозинството во една држава, додека позади зборот на Хан стојат одлуки на одредени евробирократи во Европската унија. Ќе продолжиме сега понатаму за институциите на Европската унија и каква е нивната моќ низ светот, но за тоа по кратката пауза. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад во Вертикала на Радио Слободна Македонија.
Денеска зборуваме за доаѓањето на хан, неговата посета во Република Македонија и пораките кои ќе ги достави или ќе ги пренесе на македонските политичари, но и во контекст на неговото доаѓање малку да промоветиме за моќта на европските институции, дали тие институции навистина нешто се некаков фактор и представуваат некаква моќ во рамки на светската политика. Последните, да кажеме, десетина години, ајде да не биде десетина, последниве 5-6 години да кажеме дека поконкретно тоа прашање што се отвара прашањето дали Европската унија и незините институции навистина се релевантни институции, дали навистина имаат некаква одлучувачка моќ и дали нивната политика може да влие надвор од теренот на Европската унија, но не само надвор од незината територија, туку и дали воопшто политиката на Европската унија влие врз земјите членки во самата унија. Институциите на ЕУ немаат повеќе никаква моќ, всушност таа моќ не ни ја имале некогаш, повеќе немаат никаква моќ во светот. На Европската унија како поле каде ќе покажува сила и некаков авторитет и остана само Балканскиот полуостров, поточно само дел од Балканот, тоа е Западен Балкан, бидејќи ние сме така поделени. Значи Европа како континент го ја издвојува југоисточна Европа како еден позаостанат регион на европскиот континент, додека од југоисточна Европа се одвојува Балканскиот полуостров како уште позаостанат дел од, според нив, нели така како што не нарекуваат, уште позаостанат дел од Европа, а од Балканскиот полуостров го издвојуваат Западен Балкан како опашката на европскиот континент, според нивната реторика и нивниот начин на размислување. И токму овој регион од континентот им преостана само уште тука да покажуваат некаква моќ и да спроведуваат или да ни соопштуваат дека треба да спроведеме некакви политики кои тие во Брисел ги имаат одлучено. Но тоа мислам дека веќе и кај народот и кај јавноста, не само во Македонија, туку и во целиот регион е веќе минато, бидејќи народот сфаќа дека Европската унија навистина нема кредибилитет да ни ја уредува политиката внатре во нашите држави. За да се здобие унијата со моќ да делува на светската сцена, нејзи беше потребен модел на федерализација, кој пак преку валутата која веќе ја имаат, ќе требаше да има и една армија и една унифицирана надворешна политика на целата Европска унија и до таа надворешна политика да се придржуваат, така беше планот замислен, да се придржуваат сите земји членки на унијата. Значи не само кога зборуваат преку Брисел, кога праќаат порака преку Европската унија, туку и поединечно секоја земја членка да се придржува до надворешната политика која унијата ќе има зацртана. Овој план им пропадна на Лисабонската конференција, каде поголемиот дел од членките на Европската унија ја препозна опасноста од губењето на својот суверенитет, пошто организираа познатите референдуми и ја отфрља декларацијата од Лисабон, со што ја до одреден степен, па и така повеќе од поголемиот дел ја го сочуваа својот суверенитет, бидејќи ќе требаше да се воспостави една полиција на територија на цела Европска унија, една армија која ќе застапува цела Европска унија, со тоа што ќе се укинеа националните армии, како што веќе спомнав, ќе имаат една унифицирана надворешна политика. Тој план беше одбиен, само на тој начин Европската унија ќе успееше да ја сочува таа моќ што до сега неколку барем малце ја имаше и да ја зголемува моќта во политичка смисла. Од тој момент всушност почна да згаснува амбицијата на ЕУ да биде играч на светската политичка сцена. Европската унија никогаш нема да порасне во однос на политиката, бидејќи таа во моментов се наоѓа еден вид на тампон зона помеѓу Соединетите американски држави и Русија. Деновиве видовме како новиот претседател на САД Доналд Трамп ја игнорираше Ангела Меркел, со која не ни сакаше да се ракува пред новинарите, нешто што не сме го виделе до сега, мислам дека во поновата историја, а тоа е сигнал дека унијата
дека на Унијата ќе биде одземена и економската моќ и статусот на некаков фактор во економијата кој го имаше до сега. Тоа е малце брутално, но имаме огромни тектонски поместувања на светската политичка сцена, а очигледно е дека Европската унија не може да држи чекор со овие нови промени. На Европската унија е потребна реформа, но за да се изврши било каква реформа во Унијата потребна е согласност од сите земји членки, што евидентно е дека не може да дојде до таква согласност. И историски гледано, но и денеска го гледаме тоа, го гледаме пред наши очи, конкретно Германија како најмоćна економија во Европската унија никогаш не е било дозволувано да го допре плафонот или да се искачи на највисоката точка на незината моќ. Значи на држава како Германија која има огромни ресурси, која има менталитет како што сите го знаеме, дисциплина и знаење и така натаму, секогаш кога ќе достигнала одредено ниво на успех, кога ќе го достигнала зенитот на својот развиток, Германија брутално била разнебитувана и разгмечнувана од страна на истокот и на западот, поточно од Соединетите Американски држави во моментов и од страна на Русија, и тој предел, значи ЕУ треба да биде некаква тампон зона околу која ќе се борат САД и Русија, кој ќе преовлада повеќе на тој терен за да го шири своето влијание. Сега, што може да направи Унијата доколку денеска ВМРО ДПМН јасно ги отфрли незините притисоци и остане на својот став за отфрлање на тиранската платформа? Колку и да размислуваме, ќе дојдеме до заклучок дека Унијата не може да направи ништо во таква ситуација. Евентуално ќе направат некаква пресконференција на која ќе ни се заканат со препораките за почеток на преговорите, преговори за кои веќе 10 години ги имам исполнето сите услови, а никако не ни даваат да ги започнеме од добро познати причини. Ќе направат некакво истражување од организација како што е на пример Transparency International, во која е финансирана од фондацијата Отворено општество и во која ќе наведа дека Македонија наводно нема слобода и демократија. А во исто време гледаме партиски параинституции на Социјалдемократскиот сојуз, како што е специјалното јавно обвинителство, кои удираат по сите медиуми кои не се нивни истомисленици. Одлуките на Унијата не се обврзувачки, па аналогно на тоа Унијата нема моќ да интервенира по одредено прашање во било која земја. НАТО како алатка за дисциплинирање веќе им е дерогирано од страна на Соединетите Американски држави. Најважното можеби се наоѓа токму во следново. Европа не е Европската унија. Европа се Германија, Франција, Британија, Шпанија, Португалија, Италија, Австрија, Чешка, Словачка, Полска, Шведска, Норвешка и така натаму. Македонија треба билатерално да бара мислење за платформата, но и за сите останати поголеми прашања од сите овие држави посебно. Зборот на Британија преку Лондон, на Франција преку Париз или на Германија преку Берлин тежи многу повеќе отколку нивниот збор искажан преку Брисел. Сите овие држави ја користат Унијата како економска придобивка за нивните национални економии, а истовремено сите отфрлаат Унијата како наддржавен апарат кој ќе управува со нивните земји. Затоа Унијата ја изгуби својата политичка моќ, а последниот удар и го зададе токму Британија со одлуката да излезе од Европската унија. Во наредниот период претпоставуваме дека Британија се повеќе ќе се доближува до Соединетите Американски држави и ќе стане еден вид на нивен спроводник или мост на американската политика во европскиот континент, дотека од целата ситуација во која ќе се најде континентот, мислам дека Германија ќе биде за жал најголемиот губитник. Денеска Европската унија како политички фактор им е потребна само на балтичките земји кои се загрозени од Русија, останатиот дел од континентот на ЕУ гледа како на застарена идеја која би можело да се надгради или пак целосно да се отфрли како таква. Во светот гледаме дека се повеќе се разгорува идеолошката војна помеѓу левицата и десницата. Ваков судир не сме виделе уште од времето пред да избие шпанската граѓанска војна, која пак беше увертира на Втората светска војна.
Денеска оваа софистицирана војна ја водат фондации, тоа е многу интересна војна која се одвива во светот. Војната се одвива помеѓу фондации кои се позади кои стојат милиардери, од кои се финансирани, и тие фондации ја спроведуваат таа идеолошка војна на терен, и тие фондации влијаат врз политичарите во секоја од државите, и така се спроведува оваа идеолошка војна во светот. Понатаму ќе продолжиме за унитарноста на Република Македонија и за тоа е суштината зашто овие луѓе всушност излегуваат секој ден на протести и зашто се собираат во толку голем број, но за тоа ќе одиме веднаш по кратката пауза. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Ние сме назад во Вертикала на Радио Слободна Македонија. До сега говоревме за Европската Унија и за посетата на господинот Хан во Република Македонија и што тој носи како новитет или порака до македонските политичари. Всушност неговите пораки кои ги носи во Република Македонија е ние да се согласиме со имплементацијата на тиранската платформа која е поддржана која се состави во Тирана од господинот Еди Рама, заедно со сите представници на албанските политички партии во Република Македонија, и истата е поддржана од страна на Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Во изминатиот период многу пати беше кажувано дека со оваа платформа се нарушува унитарноста на државата, но некако имам впечаток дека не се навлезе детално што всушност представува унитарна држава и на кој начин се нарушува унитарноста со оваа платформа. Што представува унитарна држава? Унитарна држава има само една централна власт. Унитарна држава е составена од административно-територијални единици кои немаат свој суверенитет и се директно подчинети на централната власт и се одговорни пред централната власт. Унитарна држава има еден устав, еден парламент, единствени вооружени сили кои се командуваат од една централна власт, има единствена надворешна политика која е унисона, еден судски систем, единствен економски систем, со тоа што вклучуваме една валута, и еден јазик е официјален на цела територија на унитарната држава. Сега, како Заев ги урива сите овие точки кои една држава ја представува дека е унитарна? Во својата предизборна програма Социјалдемократскиот сојуз има запишано дека ќе извршат поголема децентрализација на општините кои ќе добијат поголема автономија. Со тоа се урива првиот столб на унитарноста, а тоа е подчинетоста и зависноста на локалната власт од централната власт. Заев во програмата остави можност децентрализираните општини да можат меѓусебно да се здружуваат во региони. Тие региони би направиле тело или собрание кое ќе биде повисоко од општинските тела и ќе се доближува до парламентот на Република Македонија, што значи постои опасност да еден регион во Република Македонија си состави еден вид на свој парламент кој би представувало би дошло во ситуација да имаме еден вид на дводомен парламент и собранието кое го имаме сега републичкото да биде зависно од овој долен наречен така долен или дом. Со тоа се урива и вториот столб на унитарноста во која, како што кажа, веќе постои само еден парламент. Во програмата Заев имаше запишано дека ќе ги зголеми ингеренциите на општините врз безбедносните сили, поточно врз полицијата. Со тоа Заев гурива и третиот столб на унитарноста, што пак представува опасност од разбивање на безбедносниот систем и дисфункционалност на полицијата и на целата безбедност во Република Македонија. Но на тој начин можеме да одеме во ситуација да одредени терористички или паравоени структури извршат напад во Кумановско или Тетовско и
безбедносните сили кои би тргнале од Скопје, кои ќе бидат испратени од централната власт, истите да бидат спречени од регионалната полиција која ќе биде на таму на терен и ќе има своји ингеренции, значи тоа го предвидува Зоран Заев во својата програма. И тоа се опасностите кои произлегуваат од неговата програма. Што пак Зоран Заев прифати од тиранската платформа? Заев од платформата прифати албанци да учествуваат во преговорите со Бугарија и Грција. Значи не албанци како дел од нашето Министерство за надворешни работи или како дел од нашите институции, туку со нагласувањето да бидат албанци, тие се натурат како едно страно тело, како нешто дополнително кое треба да биде вклучено во преговорите. Со тоа се урива и столбот на унитарноста која се однесува на единствена надворешна политика на државата, така добиваме подвоена надворешна политика во најчувствителните прашања за македонците. Заев прифати поголема децентрализација во економскиот систем, со што општините и регионите би воделе своја автономна економска политика. На тој начин гурива и столбот на единствена економска политика, дополнително нели прифати или кажа дека ќе отвори дебата за двојазични банкноти. На крајот, во унитарна држава, еден јазик е официјален на целата територија на државата. Со прогласувањето на албанскиот јазик за втор официјален јазик, всушност се урива и последниот столб на унитарноста. Значи, можеме да дојдеме до заклучок дека се што вети Заев и се што прифати од платформата се коси со унитарноста на Република Македонија, или се тоа што го вети и се тоа што го прифати води кон федерализација на државата. Дополнително, господинот Зоран Заев вети, кажа во јавноста дека се залага или ќе превземе чекори да се отвори дебата во однос на символите на Република Македонија, да се води дебата за химната, за знамето и за грбот на државата. Едноставно за вакви прашања воопшто не се дебатира, бидејќи тие произлегуваат од историјата на народот кој живее на тие простори, и такви дебати се водат само кога се создава една држава. Ние сега не создаваме држава, бидејќи оваа држава веќе имаме четврт век како самостојна Република Македонија. Токму заради сите овие точки кои всушност ја уриваат унитарноста на Република Македонија, денеска имаме 200.000 жители на оваа земја кои се на улиците на 43 локации, како што кажав и во најавата, тоа е 10% од целокупното население на Република Македонија, и сите заедно испраќаат јасна и недвосмислена порака до Европската унија дека во Македонија никакви платформи нема да поминат. Почитувани слушатели, вие бевте на брановите на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Никола Србов, датум на емитување 21 март 2017 година. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.